Почитувани граѓани на општина Берово, во врска со вчерашните обвинувања кон мене за некакви злоупотреби на службената положба и овластување, сакам да ви известам дека во ниту еден момент не сум ја злоупотребил службената положба, ниту пак сум помислил да постапам спротивно на законот. Па вчерашните критики и обвинувања од опозицијата ги добив токму за тоа што не подеднав да го цорам тоа. Имено, ви известувам дека станува збор за подпишување и склучување купопродажен договор од страна на градоначалникот за продажба на градско земјиште во Берово, а во собственост на Република Северна Македонија со површина 53.513 метри квадратни со правен субјект од дрвно-преработувачката индустрија. Целата постапка за отоѓување на градежното земјиште собственост на РСМ по пат на непосредна спогодба е водена согласно одредбите од Законот за градежно земјиште. Општина Берово во целост ги има испочитувано законските рокови за спроведување на постапката и правосилно завршување на истата. И во ниту еден момент не е извршено некакво действие кој било на штета на барателот. Точни се наводите дека општина Берово и наведениот правен субјект имаат склучено договор за отоѓување на градежно земјиште, по добиено позитивно мислење од Државното правобранителство на РСМ и сумата која е наведена е платена од страна на купувачот. Исто така, за земјиштето е платен и данок на промет на недвижности и е доставен доказ за извршената уплата. Согласно член 76 став 2 од наведениот закон, обврска на купувачот е во рок од 30 дена договорот електронски да го достави кај нотар заради вршење на солемнизација, кое нешто не е направено од страна на истиот. Став 7 од истиот член предвидува дека неисполнувањето на наведената обврска по вина на купувачот представува основ за еднострано раскинување на договорот. Градоначалникот на општина Берово во ниту еден момент ги нема пречекорано своите законски овластувања, туку напротив, во целост има постапено согласно наведените одредби од Законот за градежно земјиште. Непостапувањето или постапувањето спротивно на овој закон и одредбите од истиот може да предизвика одговорност за отоѓувачот во конкретниот случај општина Берово. Со оглед на тоа што самата постапка се спроведува во електронска форма преку информациониот систем за градежно земјиште, чие управување и одржување е во надлежност на заедницата на единици на локална самоуправа, општина Берово како отоѓувач нема никакво влијание во функционирањето на истиот, односно не може да влијае на действијата кои се надвор од законските рокови или действија кои во самиот систем се определени во надлежност на барателот. Немајќи можност постапката заврши согласно Законот за градежно земјиште, од страна на купувачот е поведена парнична постапка која правосилно завршува со пресуда која судот ја донесува, ценејќи ги одредбите од Закон за облигациони односи, иако во конкретниот случај материјалниот закон е Законот за градежно земјиште. Односно, судот сметал дека неиспочитувањето на законските рокови за електронска достава на договорот кај нотар заради вршење на солемнизација од страна на купувачот не представува суштествена повреда во самата постапка. Почитувани, како градоначалник на општина Берово, ако постапев обратно, тогаш тоа ќе беше злоупотреба на службената положба. Нешто што во моето работење никогаш нема да дозволам да се случи. Постулатите на моето работење никогаш нема да дозволам како градоначалник на општина Берово се и ќе останат транспарентно, отчетно и целосно законско работење според сите закони и Уставот на Република Северна Македонија до последно ливче. Ја замолувам опозицијата во иднина да биде по-конструктивна во критиките, имаме проекти и работа за работење за граѓаните, а не да барате нешто што не е, па и уште да спомнувате си некако недомакинско работење, за кое верувајте, ако почнем да набројаме споредом, ќе бидете секако во голема загуба. Во изминатите 3,5 години покажавме дека може да се работи и да имаме голем напредок во сите сфери на градот и општината, и тоа да биде целосно законски и пред се транспарентно. Општина Берово од задолжена општина, во која доверба немаа ниту граѓаните, ниту доверителите. Сега е успешна општина, без долгови, која ги плаќа своите обврски теконо и им служи успешно на потребите на своите граѓани. Така е, така и ќе остане во иднина. Благодарам.